Локална власт избори до година. Нови долгови од над 70 милиони евра. Исчекување на првите 100 милиони за проекти на општините. Скопје стана држава во држава. Никој ништо не им може на градоначалничката Арсовска. Кусо сиже и мотив за разговор со вечерашниот соговорник, министерот за локална самоуправа Златко Пирински. Добре дојдете во емисијата. Ви благодарам на можноста. Господин Пирински, на почеток неколку политички прашања. Законот за употреба на јазиците ставен на стендбај. Веројатно ова тема ќе биде отворена на пролет. Но што понатаму? Дали привремено е купен мирот или пак сепак ќе се изнајде решение кое ќе биде прифатливо и нема да создава турбуленции во општеството? Па знаете како, Уставниот суд е темелот практично кој што треба да ја цени уставноста, законитоста и пред се правата и слободите на граѓаните и така треба да се пристапува од наша страна кон него и од негова страна кон нас. И навистина она што го видовме во изминатите денови, сите оние политички притисоци, ајде би ги нарекол така, мислам дека беа одвишок и беа тотално непотребни. За мене е императив граѓаните да сватат дека системот полека почнува да функционира. Ние сите сме сведоци дека во изминатите 7-8 години таа слика на функционален систем не можевме да ја видиме и впрочем затоа беа бројките такви какви што беа на последните избори. Во суштина ние како граѓани треба да сватиме и видиме и системот да ни го докаже тоа дека системот работи и функционира во наш интерес, а не против интересот на граѓаните на оваа држава. И ја немам што повеќе да додадам затоа што не би сакал да направам било каков политички притисок кон носењето на одлука на Уставниот суд. Она што го видовме изминатите денови, а кое што беше интерпретација на Демократската унија за интеграција, на вистина на некој начин, еве најблаго кажано, беше неодговорно, затоа што во моментот на ниту еден граѓанин и на ниту една политичка партија, освен на еден помал круг на луѓе кои што за среќа сега се во опозиција, се на некој начин можеби и политички профитери, не му одговара дестабилизација на етничка основа. Од позиција на власт, овој период молчите околу законот за употреба на јазиците, а да ве подсетам 2018 година, од позиција на опозиција поднесовте 35.000 амандмани во собранието во однос на овој закон. Зошто сега немате забелешки во однос на употребата, например, на албанскиот јазик, во однос на двојазичноста на униформите? Сите тие работи кои што се случува во минатото се завршен процес, нели? Самите рековте дека се поднесува амандмани и така натака, но законот помина на овој или на оној начин. Сега е наред Уставниот суд да каже дали е поминат во уставна, во законодавна процедура и што понатака. Не можам да се согласам дека молчиме, едноставно не сакаме да има да биде сватено како политички притисок врз основа на одлуката која што би требало да ја донесе Уставниот суд. Значи, навистина е коректно од наша страна. Американските санкции кон поранешен висок функционер на владата и судија од апелациониот суд, како ги доживувате, како удар врз македонскиот политички естаблишмент директен и кон порака до македонските правосудни органи дека не си ја извршуваат обврската за што се всушност платени? Знаете како, ние во изминатите неколку години она што го говоревме дека судскиот систем практично не функционира за жал. И она што на почеток ја го споменав, а тоа е во делот на системот и грижата на граѓаните. Значи државниот систем, државниот апарат и грижата кон граѓаните не е на соодветно ниво. Тоа се покаже и докажа со овие две одлуки од страна на Стејт департментот. Навистина е поразително за еден судски систем кога во оваа држава практично све се знае, да вие немате аргументи тоа да го превенирате, да чекате на стратешки партнер да ни презентира одредена состојба. Јас ја поздравувам одлуката и практично можам да ја констатирам дека ова е и на некој начин и потврда на сите оние заложби кои што ВМРО ДПМН ги избореше не само во предизборието, туку и неколку години наназад. Ова го чувствувате како своевидна сатисфакција како партија? Апсолутно не, нема сатисфакција за вакви работи. Јас само се трудам
да кажам дека треба системот да си ги детектира своите слабости и да профункционира и да не чекаме од странските партнери да ни ги декларираат работите кои што ние како држава, како систем треба да ги спроведеме во целост. Јас не можам да се ситам на некоја одлука која што уште е докажана или не е докажана во рамките на нашите судски институции, но едноставно треба да биде повик за будење. Мислам дека ќе се согласите со мене, затоа што онаа одлука која што ја базира Стеј департментот сигурно е базирана на докази. Тогаш како е можно нашиот судски систем во изминатите години тоа на тие работи да бил резистентен? 250 интелектуалци албанци со писмо се браня со писмо да ја бранат јазичната рамноправност. Пред 2 години околу 100 македонски научници против договорот со Бугарија. Дали патриотизмот или национализмот го поматува рациото? Добро прашање. Патриотизмот е секогаш добре дојден. Но мораме сите ние да бидеме свести дека функционираме секојдневно и работиме под кровот на една држава, тоа е Република Македонија. Сите граѓани во оваа држава се рамноправни. Оние политички театри и циркузи кои што ги гледаме на дневна основа, базирани на етнички теми, одговараат само и исклучиво на политичките елити кои што, фала му на Бога, сега се во опозиција. И не заради тоа што им мислат добро на своите сограѓани, туку заради тоа што се трудат да го сочуваат и спасат оној политички капитал кој што го имаат стекнато во периодот додека беа на власт. Свесни сме дека со вакво функционирање на системот, ова е лимитот. Понатака не може. И секогаш ќе бидеме загушени во маглата. Пред да се префрлиме на локалните теми и предизвици, уште едно прашање. Сте завршиле ДИВ, факултет за спорт, физичка култура, каде сте се, а потоа сте се дообразувале на Универзитетот за туризам и менеджмент, сегашен Универзитет Скопје, каде што се доедуцирал и актуелниот сега директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Јас не знам кај има магистрирано Бојан Христовски на вистина. Јас моите постдипломски студии ги почнав на Институтот за политичко-правни истражувања и таму слушав 4 семестри и повеќето од пола предмети ги положив таму. Потоа ги дополагав согласно новите програми, бидејќи знаете дека се скратија предметите во новите програми. Значи јас полагав 2 или 3 предмети само на универзитетот кој што го споменавте. Иначе најголемиот дел од моите постдипломски студии се беше на институтот. Не би рекол дека одредена образовна институција може да ве глорифицира и да ве лансира во политичкиот свет. На крај на денот тоа се политички функции кои што треба да се мерат врз основа на перформанс кој што го давате. И ако граѓаните се задоволни од тоа што го работите, јас навистина не гледам причина зашто да не бидеме јавни функционери. Долговите на општините и натаму се растат. Сумата се движи околу 70 милиони евра, вклучувајќи го и Скопје. Се очекува веројатно првата транша на парите од унгарскиот кредит за општините. Дали овие финансиски средства ќе обезбедат стабилизација на општините или тоа само ќе биде затворање на финансиските дупки во кои речиси 90% од општините се во була? Оваа влада има навистина зацртано цела, тоа е да продуцира вредности врз основа на парите кои што на оние средства кои што ги дислоцира од страна на централниот буџет. Во минатото се изнагледавме примери каде што централната власт покриваше загуби на локалните самоуправи и јас уште на првото мој интервју кажав дека тоа е според мене исклучително погрешен чекор заради тоа што на тој начин стимулирате неработење, тоест непродуктивност, затоа што сведоци сме дека оние локални самоуправи кои што зедоа од тој колач најмногу средства, сега повторно се горе-доле на исто ниво во делот на загубите, што практично и го потврдува ова моја констатација. Затоа оваа влада одлучи да направи повик за локалните самоуправи кој што е насочен во подобрување на капиталната инфраструктура, која што би требало да создаде вредност во рамки на самите локални самоуправи, но исто така и да го подобри квалитетот на животот на самите граѓани. Зошто не може да се санираат минусните салда на општините и зошто локалните власти не може да бидат само одржливи?
И исто тука имаме различно гледиште на нештата. Јас сум убеден дека локалните самоуправи може да бидат самоодржливи, затоа што имаме и такви примери во моментов. Значи имаме огромна дискрепанца помеѓу општини кои што се загубари и општини кои што си ја работат, ревносно работат, и ќе ви посочам само неколку примери. Прво, најголемата грешка во оние општини кои што се загубари е во делот на планирањето на приходите и расходите. Значи, они планираат дека ќе приходуваат 100% од комуналните такси и даноците на имот, за жал не го прават тоа во тој процент, а врз основа на проектираната вредност на приходна страна, проектираат расходна страна која што ја реализираат во целост. И тука е тој гап кој што се случува помеѓу ненаплатени целосно средства на приходната страна, а реализирана во целост расходната страна, и тука се генерира таа загуба. Дополнително, исто така имаме огромна разлика помеѓу локалните самоуправи во делот на колектирање на средствата од сопствени извори на финансирање, кои што, верувајте ми, дека се многу значени за самите локални самоуправи, и практично тоа е суштината на процесот на децентрализација, градењето на капацитетите на ниво на локални самоуправи. Исто така во овој случај огромна е разликата помеѓу локалните самоуправи. Имаме локална самоуправа која што во изминатите 10 години ниту едно даночно решение нема издадено, а имаме локални самоуправи кои што повеќе од 100% имаат наплата на данокот на имот. Што значи дека... Што се должи оваа дискрепанца? На недобро менаџирање со општините? Секогаш менаџментот е предуслов за успешно функционирање на локалните самоуправи. Врз основа на тоа менаџирање на локалните самоуправи зависи и овој процент на наплата на долгови. Значи, вие секогаш кога кубурите со средства, зборам сега за локалните самоуправи, прво треба да ги видите собствените потенцијали и ресурси, а потоа да барате заем. Кога од владата во минатите години секогаш локалните самоуправи добиваат средства за покривање на загубите, еве го резултатот. Затоа ние рековме не, тоа не е добар модел. Ние ќе финансираме проекти кои што ќе дадат додадена вредност за локалните самоуправи и секако ќе го зголемат квалитетот на живот на граѓаните. Знаете како? Може би една асфалтирана уличка плюс во рамки на некоја локална самоуправа ќе стимулира некој приватен собственик да направи нова инвестиција. Значи, на секој начин и директно и индиректно се раздвижува и економијата. Ма не мислите дека тоа е помалку популистичка мерка? Сега ќе асфалтираме уличка од 2-3 километри, а сепак на обичните граѓани им недостига, например, еден театар, едно кино, на децата им требаат градинки повеќе, училишта. Се согласувам со вас, но морате да знаете дека во Република Македонија има 81 локална самоуправа, секоја специфична согласно своите потреби, можности, капацитети и така натака и така натака. Оваа влада јавниот повик го детерминираше да биде во насока на капитални инфраструктурни проекти кои што се однесуваат од патната инфраструктура, од водоводната канализационата мрежа, од градење на културни установи, од градење на детски градинки, образовни институции и така натака и така натака. Во овој повик практично ние финансираме мислам дека беа 2 детски градинки, финансираме околу 7 образовни институции и така натака, да не ги набројувам сега сите. Во суштина, ние им го дадовме комодитетот на локалните самоуправи врз основа на нивните потреби, они да аплицираат со проекти. Не смееме да дозволиме градоначалниците да станат локални владетели или статисти. Кажа неодамна премиерот Мицковски. Дали Мицковски се плаши од некоја нова Даниела Арсовска? Не. Оваа изјава пред се е базирана на потребите на граѓаните. Како најеклатантен пример, да, се состојбите во Скопје, но во моментот секој функционер кој што работи и твори во рамки на јавниот политички живот може да биде отповикан и сменет, само исклучиво не градоначалниците. И мислам дека тој комодитет не би требало да го имаат ниту еден јавен функционер, заради тоа што врз основа на својот перформанс, врз основа на тоа што испорачува како резултат, гласачите кои што го гласале на избори, на некој начин треба да имаат можност и да го отповикаат по едно демократско референдумско изјаснување. Во таа насока е дадена оваа изјава и јас апсолутно стојам и ја поддржувам и во целост се согласувам со неа. Не криете дека како партија дека се изгоревте со минатите локални избори кандидирајќи ја Даниела Арсовска за градоначалник на Скопје. Дали сега веќе во партијата расте внатре партиската битка помеѓу
Златко Перински и Орце Георгиевски за иден градоначалник на Скопје? Никогаш нема јас да дозволам да имам внатре-партиска битка, затоа што со тие луѓе јас сум растал и сум се развивал во политичкиот живот и ова сега го говорам од мое гледиште и верувајте ми така ќе биде и до крај на овој процес. Самата партија, врз основа на анкетите, врз основа на задоволството на граѓаните од оние перформанси кои што ние ги испорачуваме како јавни функционери, ќе се донесе одлука кој ќе биде потенцијален кандидат. Јас и во изминатите интервјуа, а и во ова ќе ми дозволите да ги повикам и сите останати кои што функционираат на територија на градот Скопје, се наши членови, истакнати членови, да речеме, кои што активно се вклучени во политичкиот живот во Република Македонија, да пројават интерес за оваа позиција заради тоа што на тој начин ќе стимулираме квалитет. Ниту јас, ниту колегата кој што го споменавте, ниту па било кој друг има право да монополизира еден ваков процес. Значи, овој процес на селекција на потенцијален кандидат за градоначалничкото столче треба да биде отворен, инклузивен и на база на податоци. Дали граѓаните на Скопје се жртви на политичките, па и помалку суетите лични на премиерот и на градоначалничката на Скопје? Па јас не можам да дефинирам каде премиерот има суета кога е во поглед Скопје. Постојано си ја префрлате вината на локално и централно ниво. Па и тука не би се сложил, ќе ми дадете за право да го кажам тоа. На крај на денот, секој кој што е во политиката активно вклучен, а има его и суета, сметам дека тоа е епски непријател на тој кој што го тумачи тоа, затоа што едноставно самото его и самата суета во рамки на политичкиот живот ве носи исклучиво во самоизолација. Ние бевме доблесни како централна влада и навистина покажавме отвореност кога ги повикавме градските власти да видиме со какви проблеми се соочуваат, но го знаете исходот од тој состанок, не би сакал да ја обременувам оваа емисија. На крај на денот секој треба да си работи својата работа за која што е платен и за која што е избран од граѓаните, и ингеренциите кои што се во законски утврдени во рамки на градот Скопје, сме сведоци дека не се спроведуваат во целост. Верувајте ми, системот на локалната самоуправа, согласно процесот на децентрализација, е така поставен да локалните власти имаат исклучиво они ингеренции и надлежности во овие области кои што нас секојдневно ни креираат проблеми. Од централната влада секако понудивме помош кога тоа беше најнеопходно во делот на покривање на нафтените потреби на јавното сообраќајно предпријатие, и исто така се сеќавате дека најавивме интервентна мерка која што би требало да обезбеди 100 до 120 електрични автобуси за сите поголеми градови во кои што има јавен превоз. Но не можеме ние како централна влада да ја работиме дневната работа на градот Скопје и на јавните комунални предпријатија. На крај на денот тоа е исклучиво во нивна надлежност и затоа влеговме во еден процес на измени на законот за локална самоуправа, која што во иднина би требало да превенира вакви несоодветни однесувања. Дали идејата со измените на законот за локална самоуправа е всушност да може да му се прекине мандатот на актуелниот градоначалник? Кој да било? Да, но ќе важи од следните локални избори, заради тоа што и сите сме свесни дека ново законско решение не може да има ретроактивно дејство. Ние планираме нашите предлог законски измени во делот на законот за локална самоуправа да ги комплетираме со предлог решенија до 30 март, за потоа да влезат во собраниска процедура. Сепак ќе потсетам, станува збор за системски закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство и бадентер. До кога македонската метропола ќе биде неподносливо место за живот, загадено, валкано, без превоз, со дивење на градежните фирми? Имаме ли градежна мафија уште? Јас немам можност да кажам дали имаме или немаме градежна мафија, сепак тоа треба други институции да ги прашате дали ќе потврдат или негираат, тоа оставам на нив. Не сте се заинтересирали како министер за локална самоуправа? Министерот за локална самоуправа нема никаква ингеренција во делот на уредување на градежно земјиште под ингеренции на локалните самоуправи. Тоа е напишано во закон. Но друг е проблемот. Проблемот е што овој град системски се уништува. Системот на градот Скопје е во целост дерогиран. И за да се ревитализира градот Скопје, му треба системски пристап во делот на јавните комунални предпријатија во целина, не зборам за 1, 2 или 3, туку во целина, во делот на јавниот превоз, но не со парцијални решенија. Сега ќе правиме една линија
за која што сме земале кредит, па за втората ќе ја размислуваме. Ем немаме доволно средства, ем све плаќаме по два пати затоа што системски не влегуваме во решавањето на проблемот. Проблемите со превозот, проблемите со загадувањето, практично се врзани садови. Еден со друг треба да се надополнуваат и еден со друг треба да се решаваат. Како да се запре ова недомакинско трошење на средствата? Секое работење или неработење на било кое ниво, без разлика дали станува за локална или централна власт, и перформансот кој што вие како јавна личност го испорачувате кон граѓаните треба да се мониторира и од останатите институции. Ние не можеме да бидеме резистентни кога директори креираат долгови на јавни комунални претпријатија поголеми од 10 милиони евра и од која ќе им заврши мандатот никому ништо. Едноставно тоа мораме да го смениме во иднина и сите тие работи кои што несоодветно некој ги работел во минатото треба да бидат предмет на обсервација. Господин Перински, идната година спомена во најавата локални избори. Имате амбиции за градоначалник на Скопје? Имам, да. Што е за вас приоритет, иако, например, не сте скопјанец? Јас не сум скопјанец. Го познавате доволно Скопје? Јас сум роден во Скопје. 83 година во Чаир. Роден скопјанец и не сум поминал ниту еден ден надвор од Скопје, освен оние годишни одмори. Јас го знам Скопје како дише, јас сум растен на улица. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам и на вас.